Во Исаја 55 глава 8 стих Бог вика: вашите патишта не се исти како моите патишта. Вашите мисли не се исти како моите мисли. Вика, како што е земјата далеко од небото, кој може да измери колку е далеко од небото? Никој. Со други збори, на некој начин бесконечно поразлични се, ако можеме така да кажеме. И ние немаме проблем со тоа Бог да има различни планови од нашите планови. Се додека се близко барем до нашите планови. Ама некој пат се случува Божите планови да се диаметрално спротивни од тоа што ние сме си го замислили за животот. Ајде, ако бидеме искрени, колку од вас пред 5 години сте се замислили дека ќе бидете денеска таму кај што сте сега. Сите ние имаме планови за некои, можеби други работи, одеднаш Бог на некој начин вмешува прсти во нашите животи и вика: па и нема баш така да биде. И тоа не е со некои зли намери, ама поентата е дека кога Бог вмешува прсти во нашите животи и на некој начин дозволува нашите планови да не се исполнат, тоа е добар потсетник дека има некој кој што контролира се и тој некој не си ни ти, не сум ни јас. Ние си кореме планови, еве што сака да ми се случи во животот, и одеднаш се навраќам и си викам: до тоа, ја мислев дека до сега ќе бидам во некоја друга фаза од животот, ама еве каде сум. Се разбира, не секој пат е вината кај Божиот план. Некој пат не сме таму каде што сме сакале да бидеме поради наша неодговорност. Ама во Исаја Бог вика, како што земјата и небо, како што има разлика помеѓу земјата и помеѓу небото, така има разлика помеѓу она што јас го планирам и она што вие го планирате. И кога станува збор помеѓу тоа чии планови ќе се исполнат, дали нашите или Божите, па горете чии ќе се исполнат. Божите. Некој пат нашите се слични на Божите, некој пат се сосема различни. И секој од нас се соочил со таа ситуација. Кај што си планирал едно, се случило нешто друго. Нашиот народ вели есапот дома е еден, есапот на пазар е сосема друг. Со други зборови, окей, добро е да нема ништо, патен кажа на Библијата не вика дека е лошо да планираме. Добро е да планираме, ама Јаков во неговото послание вика: планирајте, ама нека вашите планови секој пат го имаат аспектот на ако Господ даде ќе се случи ова. Ако не даде, и колку сакаш планирај. Колку сакаш спремај се, колку сакаш пресметувај и прави тактики, на крај ќе се исполни Божјата волја и Божјиот план. Те се нашли некојаш во ситуација кога не само што не си исполнил вашиот план, туку и кога си исполнил Божјиот план, сте си рекле: Боже, ова не ми се допаѓа? Ајде да бидеме искрени. Мислам, ние знаеме во црква да дојдеме да речеме: слава на Господа, мене ми е супер во животот. Ама длабоко во себе си имаме некои мисли, си викаме: не, да не ми се свиѓа во што ми се случи. Или во што ми се случува. На семејство, лично или што и да. Некој пат треба да ги тргнеме тие црковни маски и да бидеме искрени, да речеме: да, навистина не ми се допаѓа во што ми се случува. А не цело време биде: слава на Господа, мене ми е супер. Океј, нека ти е супер, ама ако не ти е супер, кажи дека не ти е супер. Знаете, не мора да носиме маска пред Бог. Не мора да носиме маска и пред неговиот народ. Ако велиме дека сме духовно семејство, дома носите маски? Не. Како се чувствувате, така кажувате. И верувам дека тоа треба да биде од црквата. Да бидеме искрени. И реалноста е дека не еднаш, многу често во животот ќе ни се случи тоа. Божите планови да бидат толку поинакви од нашите планови, што нашите планови веќе се во сенка на Божите планови, се викаме: ама Боже, секој од нас се соочил или ќе се соочи со тоа. Без разлика дали станува збор за болест, без разлика дали станува збор за смрт, без разлика дали станува збор за некои молитви или некои желби кои што сте ги имале долго време, Бог не ви ги исполнил, и пак ќе кажам, ова не се случува бидејќи е Бог злонамерен, едноставно таков е животот. Не можеме да очекуваме совршен живот и живот без болка во свет со грев. И добрата работа на целото страдање, ако може да кажам, што го има во овој свет, е што барем колку толку ќе не подсети дека има еден свет кај што нема страдање, а тоа е Божјото небо, а тоа е Божјиот рај. И треба кога ќе се соочуваме со страдање, да и посланијата верувам во Новиот Завет таа порака ни дава да не поттикнат тие страдања да викаме: океј, тешко е тука, не е тешко само за верниците, тешко е за сите, ама оние кои што се во Христос имаат ветување за вечен живот кај што нема да има Бог, кај што нема да има смрт. Ама до тогаш ќе се соочиме со една реалност која што за нас некој пат е сурова, а тоа е дека Бог некој пат, да не кажам, ќе ги тргне нашите планови на страна, и ако можеме така да кажеме, ќе си тера по свој, ние си викаме: добро Господе,
биваше ли ова да ми се случи во животот? Или биваше ова ли да се случи на нашето семејство? Може би за време на ковид викавме, биваше ли Господе да дозволиш ваква пандемија сите да бидеме испозатворени по дома? Ама кога се соочуваме со ситуации во кои Божите планови наставно ни немаат смисла, како можеш ова да го дозволиш? Не сме единствени. Знаете, во Стариот Завет имало и пророци кои што буквално со Господ на некој начин, да не кажам дури се расправале. Како можеш ова да го дозволиш? Денес има многу луѓе кои што велат, бидејќи има зло во светот, Бог не може да биде добар. Во одредена смисла и некои пророци се мачеа со тоа прашање. Добро, Господе, можеш ли ти да го дозволиш ова? Ама кога се соочиме со таква ситуација во животот, каде Божите планови моментално ни немаат смисла, секој од нас треба да донесе одлука. Како ќе реагирам тогаш кога тоа што Бог го прави или Бог го дозволува, ми нема смисла во моментот. И Библијата вели дека има 3 можни пристапи на ваква ситуација. Си се надевал за нешто, си се молил за нешто, Бог не го прави тоа, Бог прави нешто поинако, и што ќе правиш? Што ќе правам? Првата можна реакција на таква ситуација, каде што Божите планови моментално немаат смисла за нас, и не можеме да ги сватиме зошто Бог дозволува такво нешто, е реакцијата на пророк Јона. Ке се сетите на пророкот Јона во Стариот Завет, еден од така наречените мали пророци во Стариот Завет, бидејќи неговата книга е доста мала, само 4 глави има. И Јона бил човек кој што добил повик од Бог. Божиот повик за Јона бил следниот: иди во градот Ниневија, проповедај, бидејќи луѓето во тој град прават големи гревови. Со други зборови, иди, проповедај и ќе им даеме шанса да се покајат за нивните гревови и веќе да не прават гревови и да не доживеат казна. Да не мора да ги истреба на некој начин, вика Бог. И Јона вика Господовото слово, 1 глава, 1 стих, книга Јона. Вика, Господовото слово му дојде на Јона, синот Аматиев, и му рече: стани и оди во Ниневија, град голем, и викај против него, зашто нивното зло се воздигна пред моето лице. 3 стих, реакцијата на Јона. И вика, а Јона стана за да побегне во Тарсис од Господовото присуство. Јона бил пророк, и ова не е почетокот на неговата пророчка служба, он и претходно бил пророк. И може би сметаме дека само затоа што бил пророк Јона, дека по автоматизам ќе реагирал онака како што треба да реагира и ќе бил послушен на Бог. Ама не. Истото важи за нас. Само затоа што денеска ние се нарекуваме христијани и викаме да, мене ми значи Христовото учење, јас сум негов ученик, тој е мој Господ и Спасител, не значи дека по автоматизам секој пат ќе носиме правилни одлуки во животот. Некој пат како Јона ќе речеме да, јас верувам во Господ, ама ќе бегам од Господ. Зошто? Бидејќи Божите планови не ни се допаѓаат. Бидејќи тоа што Бог ни го вика, еве што треба да направиш, еве што барам од тебе, викаме, не сакам јас ова. И во искушение сме да бегаме. Но кога размислуваме за тоа како Јона реагирал на Божиот повик, на Божите зборови, најчесто нашите мислени летаат на оваа 1 глава. Кај што Бог му вика на Јона, иди на едно место, уствари Бог му вика на Јона, иди на исток, бидејќи Ниневија бил на исток, а Јона отишол тргнал на запад. Со други зборови, сосема подалеку од тоа што Бог му кажал да го направи. Или односно местото кај што му кажал да оди. Ама денес сакам да размислуваме за една друга реакција. А тоа е во Јона 4 глава. Во Јона 4 глава, кога Бог му вика иди во тој град, Јона бега, на крај Јона некако стигнал во тој град, проповеда на ниневејците и вика се покаја во 3 глава. Луѓето вика од најмало до царот сите рекоа, да се покајаме за нашите гревови, бидејќи Бог може да не казни. И во 4 глава, 1 стих вика, на Јона му беше многу криво и се налути. Се налути на Бог, не се налути на ниневејците. Му се налути на Бог и вика му се помоли на Господа и рече: "О Господи, не го зборував ли тоа уште додека бев во својата земја? Затоа сакав да избегам во Тарси, зашто знаев дека ти си милостив и добар Бог, спор на гнев и богат со милосрдие и дека се сожалуваш над несреќата. Сега ти се молам, Господи, земи го мојот живот од мене, зашто ми е подобро да умрам отколку да живеам." Пророкот Јона
Кога луѓето се каат, наместо да се радува, он вика, јас сум луд, човече. Јас сум ти луд, Господе, налутен сум се на тебе, зашто бидејќи твоите планови и моите планови не се исти. Плановите на Јона, иако него пише тоа во оваа книга, ако ќе видите историски контекст, тогаш јудејците израелците се надевале дека Господ ќе ги уништи ниневејците. Зошто бидејќи тие им се непријатели? И наместо да ги уништи, Бог им покажува милост. И Јона му вика на Бог, Боже, еве што ја замислував дека ќе направиш, еве што ти направи. Не ќе мобе да ти правам. Не ме интересираш. Ни ти, ни пророчката служба, ништо не ме интересира. Зошто? Бидејќи не постапи како што очекував јас. Ама ако бидеме искрени некој пат во животот, ние се однесуваме како Јона. Имаме замислено нешто, Бог прави нешто друго. И иако не му викаме на Господ, луд сум ти, ама длабоко некаде во себе чувствуваме дека Господ не е фер. Сте се почувствувале некојаш така во животот? Дека Господ не е фер? Може би сте загубили некој пријател или некој роднина, што ви рекле прерано во животот. И се викаме, не е фер ова. Почина на 40, на 50 години, на 60, а има таму некој кој што има 90, наместо тој да отиде овој. Човечка реакција е тоа. Да речеме, сметам дека, иако не го кажуваме некој пат тоа гласно, ама длабоко во себе си викаме, ова не е фер. И Јона, неговата реакција е лутина кон Бог. И пред некој ден гледав еден филм, ако имате време, гледајте го, многу добро. Стар филм е, 30-40 години мислам дека е стар. Обично не гледам стари филмови, ама беше многу интересен. Читав од некоја книга за филмот, вика мајбаш да го проверам и беше доста интересен. Филмот се вика Амадеус. И ако можете, снимнете си го, верувам дека ќе може да го најдете и гледајте го, бидејќи е доста добар филм. Има што да се научи од него. И филмот Амадеус, патем кажано, околу 2,5, скоро 3 сати трае, ама вреди да се гледа. Филмот Амадеус не е заснуван врз историски настани, ама е заснуван врз историски личности. Сте слушнали сите за Моцарт. Многу познат композитор. Моцарт е еден од главните ликови во филмот Амадеус. Го имате Моцарт, кој што е многу добар композитор, и имате уште еден композитор кој што е вториот главен лик во филмот и се вика Салиери. Исто многу добар композитор. Пак ќе кажам, не е заснуван врз историски факти, но е заснуван врз историски личности. Идејата на филмот е следнава. Салиери му е луд на Бог, затоа што Моцарт е поталентиран од него. Кога бил мал, Салиери му вика, седи во црква со неговите родители, пак ќе кажам, не се историски факти, ама интересна приказна е. Верувам дека доловува што значи човек да му биде луд на Бог. Или кога сметаме дека Бог не е фер према нас. И кога е мал, седи во црква Салиери, се моли со неговите родители, вика, Господе, дај да те прославам преку музиката, направи ме најдобар. И расте Салиери, веќе возрастен човек, и одеднаш доаѓа некој, и патем кажам, Салиери му вика, ако ти ми го направиш, ако ти ми го даеш овој дар, да бидам многу познат и да те прославам преку музиката, и јас ќе живеам живот во морална чистота. Со други зборови, вика, до жена нема да се допра. На некој начин дава некој завет. Доаѓа, веќе возрастни се, доаѓа Моцарт живее релативно блуден живот. А е подобар од Салиери. И Салиери седи пред свештеник, веќе при крајот некаде на животот, во лудница е, седи пред свештеник и вика, како можеше Бог овој блудникот да го надари повеќе од мене? Јас дадов завет, дека ќе му служам на Господ, реков, Господе, ќе живеам во морална чистота, овој се валка таму по подови со жени, пие во долгови целиот е, он е подобар од мене. И таму во еден дел од исповета, кај свештеникот, Салиери му вика на свештеникот, му вика, му објавив непријателство на Бог. Зошто? Затоа што не е фер. Дури вика, Бог вика, не е Бог на милост, туку Бог на измачување. Ми измачува. Јас му се предадов, а овој тука блудников подобро свири од мене, подобро компонира од мене.
И верувам дека Јона во одредена смисла бил таков како: Господе, јас тебе ти објавувам непријателство. Ти не си фер. Не си фер према тоа што јас го сакав, не си фер према тоа што јас го планирав во животот. Ама кога ќе се соочиме со некоја таква ситуација во животот каде што ние сме планирали едно, Бог прави нешто друго, секој еден од нас е во искушение да му се лути на Бог. Некој пат е полесно да се лутиме отколку да веруваме. Интуитивно ни доаѓа побрзо тоа. И кога се лутиме на Бог, викаме: Боже, не сакам да имам ништо со тебе. Можеби не го кажуваме тоа вербално, ама го мислиме длаво околу себе и престануваме да читаме Библија, престануваме да се молиме, престануваме да одиме во црква и си викаме: мене ми е окей вака да некој начин да сум лут на Бог. И знаете како завршува книгата Јона? Книгата Јона завршува со тоа што Јона е лут на Бог. Знаете, не е хепи ендинг, со среќен крај книга. И на крајот Јона се изнаплака пред Господ и рече: Господе, те молам, прости ми што ти се лутев. Не. Не. Од тоа што го знаеме последно за Јона во оваа книга, 4 глава, 9 стих, Господ го прашува: се лутиш ли со право? Дали си во право со тоа што се лутиш за овие работи? Јона вика: со право сум лут, и вика: дури до смрт. Со други зборови, додека не умрам, и јас и ти, Господе, немаме ништо веќе. Зошто? Бидејќи јас замислував едно, ти направи нешто друго. Не знаеме, можеби подоцна во животот Јона навистина се покајал, некој вика дека ова негова книга и дека он ја напишал после тоа, мислам негова книга го носи неговото име, ама некој вика дека он ја напишал, дека можеби се покајал, не знаеме. Од тоа што го знаеме книгата Јона до крајот рекол: јас се заветувам до смрт, јас и ти немаме ништо веќе. Зошто? Бидејќи ми ги уништи моите планови, бидејќи ми ги уништи моите очекувања. И ова е на некој начин, да, не е среќен крај, ама е многу тажен крај. У смисла, ако се разбира, ако не е среќен, ќе биде тажен, ама многу тажен крај. Зошто? Бидејќи имаш човек кој што имал искуство со Бог, преку кој што Бог многу работел, еднаш вика: не ми интересираш, Господе. Ама знаете колку христијани има така кои што, или бивши христијани, ако можеме така да кажеме, луѓе кои што биле во црква, луѓе кои што биле посветени на Бога, луѓе кои што читале, кои што се молеле, кои што помагале на другите, одеднаш ќе им се случи нешто и викаат: Господе, што ако се трудев, јако го гледајте што направи во живот. И ако меѓу нас денеска има некој кој што му е лут на Бог, не за нешто што се случува сега, можеби нешто што се случило пред 5-10 години, 15. Немој да дозволиш твојот живот да заврши како книгата на Јона. Ја верувам дека Бог може да дојдеме кај Бог и да бидеме искрени. И дури да му кажеме како Јона, да кажеме: Боже, лут сум ти. Ама да не завршиме таму, да речеме: Господе, имам лутина во себе према тебе, заради ова сметам дека си нефер, ама те молам, тргни го од мене. Со други збори, тргни фасадата, тргни маската, кажем на Бог како навистина се чувствуваш. Ама ако тоа чувство е чувство на лутина, кажеме: Боже, ова ме јаде од внатре. Ова ме уништува од внатре. Те молам, тргни го. И верувам дека ќе дојдеме кај Бог со таква молитва, Бог нема да остави таа молитва неодговорена, неисполнета. Бог ќе тргне таа лутина ако ја имаме према него. Вториот случај, односно вториот одговор кој што може да го имаме во ситуации кога Божите планови се различни од нашите планови, кога сме шокирани од тоа како Бог направил нешто или дозволил нешто, е да ги превземеме нештото во своји раце. И ова е големо искушение за секој од нас. Бог дозволува нешто во нашите животи. Бог некој пат ќе не остави да чекаме, некој пат ќе не остави да, можеби, Бог не инициира зло, ама Бог дозволува некој пат. Некој пат можеби ќе дозволи нешто такво, зашто бидејќи луѓето имаат слободна човечка волја. Ако некој сака да ми наштети мене, да ми направи нешто лошо, некој пат има Бог дека има начин кој што Бог надприродно ќе го спречи тоа, ама некој пат Бог го дозволува тоа, зашто бидејќи не сака да ја погази човечката слободна волја. И некој пат кога се наоѓаме во некои такви ситуации кај што некој не изгрешил, кај што Бог некој пат можеби не остава да чекаме или пак едноставно неговите планови се сосема поразлични од нашите, ние сме во искушение да ги земеме нештата во своји раце. Таков пример имаме во Прва Самуилова книга. Че книгата Прва Самуилова, имате Библија пред вас, може да отворите, се наоѓа, она што ќе го читаме, се наоѓа во на
322 страна. Значи 322 страна, прва книга Самуилова е всушност книга во која што генерално гледано се обработуваат животите на три личности. Самуил, царот Саул и царот Давид. Царот Саул бил првиот цар кој што израелците било кога го имале. И царот Саул бил своеволен човек, си терал по свое. И во 13 глава 8 стих читаме понатамо. И вика вака, тој почека 7 дена како што му одреди Самуил. Но бидејќи Самуил не дојде во Галгал, народот почна да се разојдува од Саула. Тога Саул рече, донесете ми жртва паленица и помирителни жртви. И ја принеса жртвата паленица. И токму ја завршуваше жртвата паленица кога ете го Самуила. И Саул му излезе во престред за да го поздрави. Самуил го праша, што направи? А Саул одговори, кога видов дека народот се разојдува од мене, а ти не доаѓаш до одредениот ден, а филистејците се собрале во Михмас, помислив, сега филистејците ќе ударат на мене во Галгал и јас не ќе стигнам да му се помолам на Господа со молитва. Затоа се осмелив и принесов жртва паленица. И сега читаме, некои од вас се викаат каква жртва, какви филистејци, каква молитва. Ама поинтата е ова. Израелците требало ќе влегуваат во војна со филистејците. Идејата било дека Самуил ќе дојде, ќе принесе жртва на Бог и Бог ќе му каже идете во војна или не идете во војна, ќе ви давам победа или нема да ви давам победа. И Самуил вика закаснал некое време и Саул рекол што ќе чекам јас? Јас ќе принесам жртва паленица, а во Стариот Завет за царевите било забрането да принесуваат жртви паленици. Тоа било работа на свештениците. И кога се нашол во ситуација да чека, кога се нашол во тесно, кога се нашол во ситуација кај што или ќе чека да се исполни Божјата волја, или он ќе си тера по свое, Саул си рекол, како да не ќе чекам. И јас ќе средам ситуацијава. И јас ќе ја превземам ситуацијата во мои раце, макар и да го прекршам тоа што Бог го кажал. Битно нема да чекам. Ако според Божјата промисла или што и да е, според Божите планови или допуштање Самуил касни, Саул вика, ја нема да дозволам тоа каснење да ги уништи моите планови. Јас ќе принесам жртва. И ово искушение за секој од нас денес. Кога Бог не остава во период на чекање, а секој од нас ќе чека нешто. Не зборам чекање во маркет, зборам чекање на нешто поголемо во животот. И Бог ни вика, јасно ни вика, чекај, не преземај ништо во своји раце. Ние викаме, а не, јас ќе ја земам оваа ситуација во моји раце. И јас ќе ја решам оваа ситуација. Да не бидам разбран погрешно, јас верувам во активно христијанство, дека многу често Бог не ни вика само чекај со скрстени раце и не прави ништо. Не, Бог не повикува на активност, ама некој пат Бог не повикува и на чекање. И мора да знаеме и верувам дека дел од духовната зрелост е онаа проникливост да знам дали во оваа ситуација од животот Бог ми вика чекај или ми вика стани и действувај. За Саул било јасно дека требало да чека, бидејќи другата опција освен чекање било да го прекрши Божјиот закон. Ама некој пат и ние ќе станеме во таква ситуација. Или ќе чекаме, или другата опција е да превземеме нешто во своји сили, во своја снага, и тоа да не води на некој начин на насока спротивна од она кое што Бог има замислено за нас. И има многу примери во секојдневието како ние се однесуваме како Саул. Брзаме, нетрпение. Еден пример е следниот. Спомнав пред малку дека ќе се случи, без разлика дали дома или во црквата или некој пријател, дека луѓето ќе ни сгрешат по животот. Ние ќе им сгрешиме нив, они ќе ни сгрешат нас, се случува. И кога некој ќе ни сгреши, знаете дека библискиот принцип е многу јасен. Бог вика не се одмаздувај. Никој пат не може да се одмаздуваш кога некој ќе ти направи нешто лошо или кога некој ќе ти каже нешто лошо. Знам дека ти да лесно, полесно да се одмаздиш отколку да оставиш во Божји раце, ама не се одмаздувај. И кога некој ќе не сгреши нешто, кога некој ќе не навреди, кога некој ќе не повреди, без разлика како ќе биде тоа, едно од начините на кои што ние ги земаме нештата во своји раце е кога не му дозволуваме на Бог да реши ситуацијата, туку си викаме јас ќе решам ситуацијата. Сега ќе видат они што можам јас.
сега ќе се кае тој што си играл со мене и така натаму. И тогаш Бог вика, чекај, не се одмаздувај, не враќај зло за зло. Ние викаме, Господи, ако чекам јас на тебе, ќе си значекам. Јас сакам сега правда да донесам. И некој пат не враќаме со иста мера, ама некој пат се одмаздуваме со тоа што го оцрнуваме образот на личноста која што не повредила. Не викам дека е лошо да споделиш со еден двајца кои што ти се ближни. Ама ако некој ми изгрешил и после за недела две цела црква знае за тоа, тогаш веќе јас на сите им кажувам, тој што ми направи, сакам да знаеш колку е лош. Сакам да знаеш дека бетери од безбожник, што се вика. И тоа е не чекање на Бог, туку преземање на нештата во своји раце. Некој пат во животот ќе се соочиме со ситуација кај што ќе ни биде тешко во животот. И наместо да дојдеме кај Бог и утехата и мирот и радоста да ги бараме кај Бог, ние сме во искушение да бараме мир и утеха и радост во пороци. Или пак со тоа што ќе дреме по цело на интернет или на социјални мрежи. И тоа на некој начин преземање нештото во своји раце. Јас ќе си најдам лек за мојот проблем. Јас ќе си најдам лек за мојот немир. Нема да дојдам, Боже, кај тебе да речам, харе Господи, ти зборувај. Ти дај ми го твојот мир, ти дај ми ја твојата радост, ти дај ми го твоето трпение во ситуацијава сега со која што се соочувам јас во животот. Секој од нас има човек кој што сака да го промени. Нели? Ние секој пат сакаме да ги промениме другите. Никој пат не сакаме скоро да се промениме сами себе. И некој пат ги преземаме нештата во свој раце кога наместо да дозволиме Бог да ги промени другите луѓе, ние со сила се обидуваме да ги промениме другите луѓе. И тоа сме како Саул. Наместо да чекаме на Бог, тој преку неговиот свет дух да ги менува срцето на луѓето, ние викаме, јас ќе го сменам него. И колку пати сте пробале така и викате, јас ќе го сменам човекот, и никогаш не ви успеало. И нема и да ви успее. Зошто? Бидејќи ние не можеме да ги смениме луѓето. Ако Бог не ги поттикне во нивните срца да се сменат. Џабе, труди се колку сакаш. Некој пат ќе бидеме во ситуација каде што ова се случува во Македонија многу често. Ти треба да завршиш некоја работа, идеш во некоја институција, идеш на шалтер, поднесуваш документи и чекаш неверојатно многу. И првото искушение е да прашаме колку треба да платам за да завршам оваа работа побрзо. Со други зборови, колку треба да подмитам за да завршам оваа работа побрзо. Тоа знаете што е? Како сакате сватете го. Мито си мито. Тоа е преземање нештото во свој раце. Си викам, јас ако чекам само со молитва да завршам работа, ќе се значекам. Дај колку треба да се плати, ќе си платам, ќе завршим работа и така натаму. И со тоа правиме нешто кое што наместо да чекаме, правиме нешто кое што верувам дека е спротивно на Божите принципи и правила на нашиот живот. Друг пример е оние кои што се млади и не се во брак, а се во брак, а сакаат да бидат во брак, оние кои што се млади сакаат да бидат во брак, а не се во брак. Во искушение се за да не чекаат да се најдат било кој и да влезат во брак. Маж, кога не е во брак, ќе се рече, време ми е, верник е, да чита Библијата, доаѓа во црква, и Библијата јасно му кажува дека ако треба да стапуваме во брак, ако стапуваме во брак, да стапуваме во брак само во Господа. Со други зборови, со некој кој што дели истата вера како тебе. Ама некој кога не сака да чека, ќе рече, хајде битно да се земеме. И ќе најде некоја девојка, некоја жена која што не ја дели истата вера и истите убедувања како него, и после очекува дека се ќе биде во ред. Па човек брзаше, не чекаше на Господа, ги презема нештата во своји раце. Како очекуваш утре да се согласувате за многу животни работи кога имате различни вредности во животот? Исто и со жените кога бараат маж. Ама битно да се земе она, битно да не остане немажена. И ќе земе било кој. И на крај проблем. Па проблем. Ти имаш едни животни вредности, он има други животни вредности. И утре он сака да ги воспитува децата на еден начин, ти сакаш да ги воспитуваш децата на друг начин. Проблем. Повторно. Дури во такви ситуации верувам дека Бог дава милост, дека Бог дава милост да се соочиме со тие околности. Ама
Ако некој не ги донел овие одлуки, поентата да не ги донесе. Да не превземаме нешта во своји раце. Знаете, на Бог не му треба нашата помош. Ние некој пат сакаме да му помогнеме на Бог. Оно што Саул сакал да го направи, сакал да му помогне на Бог. Боже, само не доаѓа, дај ми, јас ќе завршам работа, јас сум тука, јас ќе завршам работа. На Бог не му треба нашата помош. На Бог му треба нашата предаденост. Дури тогаш кога ќе не остави да чекаме, да речеме, Боже, ќе чекам. И ова не е како чекајќи го Годо, кога Годо никој пат не доаѓа, туку ова некој пат Бог ќе не остави да чекаме и ќе биде малце можеби Бог ќе интервенира малце покасно од тоа што ние сакаме да интервенира. Ама Бог никој пат не касни, секој пат си е на време. Можеби касни според нашиот часовник, ама според неговиот, не дека стварно има саат на рака Господ, ама според неговиот секој пат Бог си е на време. И затоа, ако се наоѓаме во ситуација на чекање, некои од вас може моментално се наоѓаат, се молите некој да се промени, се молите што и да е за нешто, да не ги преземаме нештата во своји раце. На Зоровавел во Стариот Завет, преку пророкот Захарија, Господ му рече: не со сила, не со снага, туку со мојот дух. 4 глава, 6 стих. Со други зборови, не ги зема нештата во своји раце, оставиме јас да действувам. И верувам дека тоа е Божјата порака за нас. Ако си во период на чекање, ако знаеш дека јасно Бог ти вика чекај, не преземај нешто во своји раце, чекај. Те знам дека е тешко, некој пат чекањето ни доаѓа многу потешко кога да преземеме нешто во своји раце. Некој пат е полесно станал јас да завршам работа. Ама Бог вика чекај во ситуацијата. И знаете, има милост и за Јона, има милост и за Саул. Има милост и за тебе, има милост и за мене. Кога се однесуваме како Јона, Бог има милост кон нас. Кога се однесуваме како Саул, Бог ни дава шанса да се покаеме и да почнеме да му веруваме. И кога ќе почнеме да му веруваме, стануваме како еден друг лик од Стариот Завет. Отворете во книга на пророк Авакум. Или во оваа книга го пишува Хабакук. Тоа е 939 страна. Книга на пророк Хабакук. Хабакук за мене е еден од оние луѓе во Стариот Завет кој што многу добро покажува што значи да му се верува на Бог, дури и тогаш кога Бог прави нешто кое што воопшто не ни се допаѓа. Поентата на книгата Хабакук е следна. Само 3 глави има, ние ќе читаме од третата. Ама, 1 и 2 глава. Хабакук доаѓа кај Бог и му вика: Господе, гледаш ли што се случува помеѓу народот? Дај превземи нешто. Бог вика: супер, што го спомна тоа, кога веќе го спомна, ќе превземам. И нешто ќе превземам. Ќе ги донесам вавилонците и ќе го казнам овој народ преку вавилонците. И Хабакук вика: чекај, не ста разбравме, Боже, јас и ти. Како може? Ај, народов мој што е лош, лоше. Ама како може ти да донесеш уште полош народ, а да го казниш овој народ? Не сваќам. Кај е логиката во тој план? И Хабакук и Господ разговараат и на крај Хабакук некогаш се подчинува на Божјата волја. И во 3 глава од 16 стих до крај вика вака: Чув, мојата утроба се затресе, ми трепарат усните при тој звук. Гнилеш навлегува во моите коски, на своето место се растрепирив, зашто јас ќе го чекам спокојно скрбниот ден за народот кога ќе се подигне да не нападне. Макар и да не процвета смоквата и да нема плод по лозјата, макар и трудот на маслинката да не успее и полињата да не донесат храна, макар и стадото да истребено од трлото и да нема говеда во оборите. Јас и тогаш ќе се веселам во Господа, ќе се радувам во Бога на моето спасение. Господ Бог е моја сила, тој ќе направи нозете мои како на срни, ќе ги направи нозете мои како на срните и ќе ме направи да одам по височините мои. Тргнува тоа: Господе, гледај колку е лош народот, оди кон како може нашиот народ да го казни со друг народ и вика: Господе, што и да направиш, макар и стварно да ги донесеш овие од страна, макар и стварно преку вавилонците да не дисциплинираш нас, јас пак ќе се радувам во тебе. И ќе верувам дека ти си добар Бог, иако моите планови и твоите планови се различни. Иако твоите планови ќе се исполнат и не е неопходно ми се допаѓаат, ама ти си добар Бог. И ова е класичен пример за тоа што значи да си има вера. И кога ќе се соочиме
во животот се ситуации кои што не ни се допаѓаат, секој од нас е ставен во трилема. Или ќе бидеме како Јона, ќе се лутиме, или ќе бидеме како Саул и ќе направиме работи кои што се спротивни на Божјата волја, или како Авакум ќе речеме: Боже, не разбирам целосно, ама ти верувам. Знаете, овој став на Авакум не вика: јас сега сваќам се. Верата не неопходно значи дека секој пат се ќе сватиме. Верата некој пат значи дека ќе речам: не сваќам, ама верувам. Не сваќам, ама Господ е добар. И не е секогаш лесно. Некој пат полесно ни доаѓа да се лутиме или пак да превземеме нешто во своји раце, отколку да му веруваме на Бог. Но нашите животи ќе бидат многу помирни ако тргнеме со овој став во животот. Духовната зрелост ни биде на многу понекво ниво ако тргнеме со овој став. Не: Господе, јас и ти веќе никој пат немаме ништо, не сакам да видам ни Библија, ни црква, ни ништо, туку: Господе, ти си добар. И не мора дозволам моето неразбирање на моменталната ситуација да ме натера да мислам: Господ е лош и не сакам да имам ништо со него. Господи, наставно, тебе ти се предавам и како ќе правиш ти си сепак добар. И низ годините јас сум запознал луѓе, некои од тие луѓе сте вие коим се случувало нешто лошо во животот, нешто непосакувано, нешто неочекувано, вие сте велеле: Господ е добар. И за мене тоа било големо храбрување во верата, искрено да ви кажам. И фала ви што сте биле такви луѓе. Кај што тешко ви е, знам дека што свика не можете и да спиете, викате: Господ е добар, и не е тоа нешто лицемерно, туку искрено. Да, тешко ми е, ама сепак Господ е добар. И тој е оној став кој што верувам дека е став на духовна зрелост. Се разбира, многу е лесно да речеме Господ е добар и без разлика какви се неговите планови, тогаш кога ми иде лесно во животот. Ама тогаш кога ќе зашкрипи, тука е прашањето: можам ли да кажам сега дека Господ е добар? Бидејќи Јона вика, ставот на Јона е следниот: не разбирам зошто се случува се ова и не ме интересира. Саул вика: не сваќам зашто се случува се ова, ама јас ќе го поправам. А Хабакук вика: не сваќам, ама ќе одлучам да му верам на Господ. Дури тогаш кога е тешко. Дури тогаш кога неговиот план не неопходно ми се допаѓа, ама јас ќе речам: Господ е добар и Он знае што е најдобро. И моментално се гледам од време на време во автобус, така се погаѓа да се гледам со еден брат од една црква, кој што всушност е пастор на црква, друга деноминација, не е нашата. И човек одминал низ многу тежок период во животот. Значи многу тежок период во животот, опадна физички, вака се гледа дека од што му е тешко опадна. Бидејќи неговата ќерка е премногу болна, релативно млада, мислам дека моја возраст е. И докторите го донесоа во ситуација кај што му рекоа: потпиши да исклучиме од апарати и тоа е тоа. И ќе видам човекот и да се жали дека му е тешко. Ама ќе ме помни, ќе рече: чедо моје, Господ е добар. Наше е да молиме, наше е да бараме, но Господ знае најдобро. И јас го гледам и си викам: не е могуче. Што можно, дека не е можно. Гледам и си викам: Господи, исцелија неговата ќерка, ама и фала ти што го познавам човекот. За мене, он е Авакум во 2021 година. Он е Авакум. Хабакук. Исто. Да, тешко ми е, да, не сваќам се, ама чедо мој, Господ е добар. И Он си знае како треба најдобро да направи. И јас го гледам и си викам: Господи, ако побарам живот без проблеми, знам дека нема да исполниш таа желба, така да тоа веќе не е ни опција. Секој од нас се соочува. Ама барем дај ми таква вера. Таква вера сакам. Јас сум благодарен на Бог што сум запознал и запознавам и се надам дека уште ќе запознам луѓе кои што како Хабакук викаат: не сваќам скроз, не разбирам зашто Бог го дозволува ова, ама Господ е добар. Исто така сум благодарен на Бог што ме трпел тогаш кога сум бил како Јона. Тогаш кога сум бил како Саул. И не дигнал раце од мене, туку викал: ај ќе му дам малце време на Никола, гледам дека нешто не е уредо, ќе се среди.
и работел преку неговиот Свети Дух, преку луѓето, преку црквата, работел во мојот живот, да не бидам веќе Јона, да не се лутам само затоа што Бог направил нешто што мене не ми се допаѓало во моментот. Но она што треба да го имаме на ум е следново. Божјата милост е достапна и за Јона, и за Саул, и за Хабакук. Ако моментално во животот си лут или лута на Бог, Божјата милост е достапна за тебе. Ќе да рече Бог, не дигам раце од тебе. Ајде да работиме, ајде да го средиме ова. Ако си како Саул, сакаш во своји раце да преземаш работи, Бог вика, почекај малце. Ако си како, дури да бидеме како Авакум, ни е потребна Божјата милост. Јас сам по себе не можам да кажам, Господ е добар ако Бог ни ја подпомогне таа вера со неговата милост. Ама тоа што треба да го имаме на ум. Божјата милост е тука за секој од нас. И така да она што верувам дека треба да го направиме не само денес, туку во следниот период, да дојдеме кај Бог и да речеме, Боже, преиспитај го моето срце. Направиме едно духовно скенирање. Направиме на скени, покажи ми дали можеби го има, ако можам да кажам, квасот на Јона во мене, или пак квасот на Саул во мене. И ако го има, Боже, тргни го. Прави што ќе правиш, тргни го од мене. Сакам да бидам човек кој што се надева на тебе, човек кој што чека на тебе и човек кој што верува на тебе, во тебе независно на се. И патем кажано, причината зашто Хабакук тргна од бара од Бог правда, па после се сомневаше во Божите планови, па на крај ги прифати Божите планови. Причината зашто ги прифати Божите планови, затоа што Хабакук разговараше со Бог. И она вика, не ме интересираш. Хабакук вика, не сваќам, ама ајде да збориме. Не сваќам, ама ќе ти се молам. Боже, не сваќам, ама ќе очитам твојот збор. И верувам дека кога ќе пребиваме во Бог на тој начин, во читање, во молитва, дури тогаш кога не сваќаме, дури тогаш кога се сомневаме во Божите планови, во Божите дела, со тек на време Бог ќе ни даде да речеме како Хабакук. Господ е милостив и Господ е добар, без разлика на се што тој дозволува и без разлика на тоа што неговите планови се сосема поинакви од тоа што јас го планирав во животот.